Добре дојдовте во новиот Урбан блог. И овој пат ви подготвивме интересни содржини. Ве запознаваме со LPG третманот, а што останато ви подготвивме гледате во продолжение. Во новиот Урбан блог зборуваме за LPG. Зошто без чантите имаат моќ да направат елегантен изглед и ве носиме во Олуденис. Останете тука. По рекламите почнува новиот Урбан блог. Веднаш започнуваме со мода. Без чанти, аксесуари кои даваат елегантен стил. Гледаме во продолжение. Без чантите сетивката сила на секој гардеробер. Ненаметливи, но секогаш ефикасни. Тие се тој додаток кој не се труди премногу, но сепак изгледа скапо, уредно и добро осмислено. Во свет преплавен со трендови што доаѓаат и си одат, беж, како и кремастите чанти, остануваат модни класици кои постојано се реинтерпретираат. А во последните неколку сезони овие брендови и овие модели се издвојуваат кога станува збор за вакви чанти, како и секогаш ги истакнуваме омилените. Неутралната палета никогаш не излегува од мода, но бежовите и кремастите нијанси, особено на чантите, имаат посебна моќ. Изгледаат софистицирано, луксузно и лесно се комбинираат буквално со се. За разлика од црната која понекогаш може да изгледа строго или белата која бара повеќе внимание, бежовата е совршена средина, подеднакво практична, но некако за секогаш елегантна, погодна и за дневни и за вечерни пригоди. Оваа боја го смирува аутфитот, му дава топлина и ги прави дури и наједноставните комбинации да изгледаат како моден потпис. Без чантите не се само уште еден додаток, тие се основа на гардеробата и одат од сезона во сезона. Се вклопуваат во трендовите, но во исто време не зависат од нив. Ако постои парче што го оправдува терминот капсулна гардероба, тогаш тоа е токму квалитетната крем или без чанта. Бидејќи на крајот од денот, стилот не е да се имаат најмногу работи, туку да се имаат вистинските. Без оглед на брендот, одредени модели се издвоија како апсолутно неопходни. Пред се, тука е големата чанта за носење, идеална за работа и секојдневие. Во беж верзија изгледа софистицирано, дури и кога е преполна со работи. Чантата со кросбоди е практична и модерна, совршено за урбаното темпо на живот и шик минималистички комбинации. Мини чантите како мал, но ефективен додаток на вечерните и дневните комбинации се исто така оние со кои не можете да погрешите. Додека структурираните чанти се оние што додаваат сериозност на облеката и се совршени за деловен стил. Како да ги стилизираме? Стилизирањето на овие чанти денес оди во неколку насоки. Прво, тука е монохроматскиот изглед и комбинацијата од различни нијанси на беж, крем и камел тонови за тивок луксузен ефект. Со квалитетни фармерки и бела кошула, без чантите обезбедуваат совршен финиш на дотеран, софистициран аутфит. Додека во комбинација со бели парчиња, тие се одличен избор за свежи летни кроеви. Со прилагодени силуети како што се јакни, панталони или соодветни костуми и комплети, беж и крем чантите се неопходни за модерна делотна униформа. LPG третманот е една од најпопуларните методи за обликување на телото и третирање на кожата. Клучните придобивки од третманот, како и деталите за истиот, во продолжение од нашите соработници од Dermabella. LPG третман – природна и неинвазивна метода на механичка стимулација на кожата и сврзното ткиво. Длабинската масажа поттикнува и реактивира активност на келиите. LPG третманот е прилагоден така да одговара на секој тип на кожа. Ова е тоа што ние го знаеме. А за она што не го знаевме, се консултиравме со нашите стручни соработници од Dermabella. Во продолжение, со вас поделуваме се што научивме низ разговорот со нив. Денес ќе зборуваме за третман кој во себе вклучува повеќе терапии. Третман кој е неопходен и потребен на сите за времето во кое живееме, каде постојано сме изложени на стрес, напнатост, болка, оток и задршка на течности. Ендермопунктура представува неинвазивен третман која користи најнапредната технологија на LPG целулар. Овој иновативен третман ги таргетира целните области и ја подобрува циркулацијата во крвта.
Системот работи на патентирана формула која користи специјализирана програма за стимулација на кожата и подкожното ткиво. За време на третманот со специјализиран уред се таргетираат целните области и масни клетки. Тогаш напочнува процесот на реактивација, односно се подобрува циркулацијата на крвта, лимфната дренажа и телото полесно се ослободува од токсини. Третманот е удобен и релаксирачки, со нежна и пријатна масажа. Резултатот се забележува веднаш по третманот. Нема повеќе болка, оток, напнатост. Телото се измазнува, зацврстува и се добива повитка фигура. Со еден збор кажано, се подобрува целокупното здравје и се чувствува една благосостојба во умот и телото. И овој пат ве водиме на едно интересно патување. Ви го представуваме турскиот Малдиви Олу Денис. Ајде заедно да уживаме во минутите што предстојат. Олу Денис во Турција не е премногу популарно место на нашите туристички мапи. Кога се споменуваат летните одмори во оваа медитеранска земја, огромното мнозинство гледа на хотел со се вклучено во близина на Анталија. Ако очекувате нешто вакво, прескокнете го овој прилог. Олу Денис е се, но не тоа. Се наоѓа во регионот Мугла, на половина пат помеѓу Бодрум и Анталија, недалеку од попознатиот град Фетије, кој е центар на овој туристички регион. Обкружен е со планински врвови, а само 15 километри од центарот на градот се наоѓа врвот Бабадаг, кој е висок 1969 метри, до кој може да се стигне по асфалтен пат. До Олу Денис најчесто се стигнува преку аеродромот Даламан, кој е оддалечен околу 55 километри. За трансфер од аеродромот до Олу Денис најдобра опција е Долмуш, чија станица се наоѓа на главниот излез на аеродромот, а цената е околу 5 евра по лице. Исто така постојат автобуски линии од Истанбул и Анкара до Фетије. Тој е добро поврзан со останатиот дел од брегот со автобуски линии. Градот Олу Денис првично се развил на рид околу 4 километри над денешната главна плажа. Со развојот на туризмот во регионот, селото на плажата почнало да се развива. Горниот дел од Олу Денис денес се нарекува и Хисеру и е главна база за сместување. Во центарот на ова место има голема централна улица со многу пабови, ресторани, клубови и продавници. Тука е особено живо навечер. Делот од Олу Денис што се наоѓа на плажата е значително помал од стариот дел. Има помалку содржини, но и се што е потребно. Понудата на хотели е значително помала, а цените за сместување се значително повисоки во споредба со Хисаро. Но и на плажа сте за 5 минути пеш каде и да престојувате. На странските блогови, плажата Олу Денис е најтесниот избор на најубави плажи во оваа земја, додека турските портали секогаш ја ставаат на прво место. Повеќето луѓе немаат големи очекувања после посетата на плажите на Канарските острови, Грчките или Тајланд, но се испоставува дека Олу Денис има одлична конкуренција. Плажата е долга, широка, камчеста, а температурата на водата во септември е околу 27 до 28 степени. Водата изгледа уште поубаво во реалниот живот отколку на фотографиите. Потсетува на одредени плажи на Јонските острови во Грција. Водата е многу потопла отколку во другите европски дестинации, а за разлика, например, од Тајланд, нема медузи и нема други морски ѓаволи кои може да се мешаат во пливањето. Најпознатиот дел од оваа плажа се нарекува Сина лагуна и е дел од националниот парк. Влезот во оваа зона се наплаќа. Самата лагуна не е баш сина како што сугерира и самото име, туку е повеќе зелена. Мирната вода обкружена со планини од едната страна и боровите од другата остава впечаток дека сте на планинско езеро. Плажата Кидрак се наоѓа на околу 2 километри од Олу Денис и припаѓа на природниот резерват. Влезот се наплаќа и тоа 1 евро по лице. Наликува на плажата во Олу Денис, но е помала, а гужвите не се како на таа плажа.
Има многу природна сенка и е добар избор за оние кои сакаат да ја променат околината. Властите наплаќаат влезници во заштитените природни зони за да го намалат бројот на туристи во нив, а приходите од билетите ги користат за реставрација и зачувување на тие региони. Барем така велат официјално. Ниту морето, ниту плажата. Заштитен символ на Олу Денис се параглајдери. На небото над плажата се гледаат 60 параглајдери истовремено. Ова е една од најпознатите локации за овој спорт во овој дел од Европа. Се скока од врвот Бабадаг со висина од 2000 метри. Слетувањето е на главното градско шеталиште, кое се наоѓа веднаш до плажата. На почетокот ова е малку чудно, но се навикнувате по неколку дена и почнувате да не обрнувате внимание додека одите. Можете да скокате во парови, а цената на скокот е околу 50 евра. Времетраењето е 30 до 40 минути. Но има и многу љубители на овој спорт кои доаѓаат за себе. Кога прашувате што да посетите кога сте во ова место, еве го одговорот. Долината на пеперутките се наоѓа на 8 км од Олу Денис. Сместена е под планинските врвови и има богата флора и фауна. Го добила своето име затоа што е постојано населена со над 100 различни видови пеперутки. Исто така има и солидна плажа. Се добива впечаток дека кога ја посетувате долината, поубаво е да ја наблюдувате од една гледна точка, отколку да се најдете во неа. Кајакој е напуштено грчко село кое се наоѓа на 4 км од Олу Денис. Грчка населба уште од римската ера, но голем дел од населението исчезнало за време на Првата светска војна, така што грците биле целосно истребени и протерани од ова село во 1923 година. Искачете се на врвот на Бабадаг и уживајте во погледот на центарот на Олу Денис, а должината е 11 километри. Ако не сакате да одите, алтернатива е да изнајмите такси, а обично цената за оваа рута е околу 10 евра во еден правец. Во Олу Денис во секој случај има што да се прави, а пред се, тука е место за уживање. Па доколку сега смислувате ваша летна дестинација, Олу Денис нека биде на листата. Јагодите не само што се супер вкусни, тие се хранливо богати и даваат бројни здравствени придобивки.
Еве неколку причини зошто е добро да ги јадете секој ден. Јагодата е член на семејството рози и едно од најпопуларните овошја во светот. Постојат повеќе од 10 видови јагоди кои се разликуваат по вкус, големина и текстура. Но сите имаат ист карактеристичен облик на срце и црвено месо со семки. Ако ги прашаме биолозите, јагодите всушност не се овошје. Тие ги носат своите семиња од надвор, бидејќи развиваат лушпи од кои може да се развијат сосема нови растенија. И од гледна точка на биологијата, тоа не се карактеристики на овошјето. Покрај тоа, тие припаѓаат на семејството рози, што ги прави цветови. Сепак тоа не значи дека тие не се хранливо вредни и дека немаат здравствени придобивки. Напротив, антиоксидансите во јагодите, вклучително и витаминот С, можат да го поддржат вашиот имунолошки систем и може да ги намалат шансите да се разболите. Јагодите исто така можат да помогнат во контролата на воспаленијата, да го контролираат шекерот во крвта и да штитат од здравствени состојби како што се висок холестерол, рак, срцеви заболувања, мозочен удар и дијабетис. Јагодите се одличен извор на следниве хранливи материи кои се важни за здравието на луѓето: магнезиум, фосфор, калциум, калиум, фолат, витамин К и манган. А кога ќе се спојат хранливата вредност и здравствените придобивки од јагодите, доаѓаме до следниот заклучок. Јагодите се нискокалорични и сладки по вкус, па добро функционираат како здрава алтернатива за сладките и пудинзите. Го подобруваат и здравието на срцето. Јагодите се богати со шарени пигменти кои имаат заштитен ефект. Се смета дека овие антоцианидини имаат голем број потенцијални здравствени придобивки, вклучително и спречување на воспалителни состојби и срцеви заболувања. Наблюдувачки научни студии го поврзуваат редовното консумирање јагоди со помал ризик од срцев удар. Може да помогнат и во контрола на крвниот притисок, како извор на хранливи материи погодни за срцето, вклучувајќи калиум, фолна киселина и витамин С. Јагодите можат да помогнат во контролата на крвниот притисок, а го регулираат и шекерот во крвта. Се чини дека јадењето јагоди го забавува варењето на гликозата и ја намалува употребата на инсулин, особено кога се јаде со оброк богат со јаглени хидрати. Помага и при дијабетес тип 2. Јагодите содржат соединенија наречени полифеноли, од кои 2, елагична киселина и елагитанини, покажаа изненадувачка вредност кога станува збор за одржување на дијабетес тип 2. Поточно, се чини дека тие го регулираат шекерот во крвта, но потребни се повеќе истражувања за да се потврди тоа како научно докажан факт. Добри се и за кожата. Јагодите помагаат да се зголеми производството на колаген. Ова за возврат помага да се подобри текстурата на кожата. АХ присутни во јагодите помагаат во ексфолијација на мртвите клетки на кожата, откривајќи светол и сјаен тен. А помагаат и во контрола на тежината. Јагодите имаат низок гликемиски индекс и како такви помагаат во умерено ослободување на шекерот во крвта. Студиите сугерираат дека диетата со низок гликемиски индекс може да биде корисна за контрола на тежината и за намалување на инциденцата на болести поврзани со дебелината. Ја подобруваат и меморијата. Растителните соединенија, наречени флавоноиди, помагаат да се зачуваат функциите на мозокот, особено меморијата. Се смета дека тие го намалуваат ризикот од Алцхајмерова болест кај постарите лица. Може да ја ублажат и болката во зглобовите. Антивоспалителни ефекти на јагодите можат да ја ублажат болката при заболување на зглобовите како што е остеоартритисот. Една студија објави намалување на болката и воспалението кај дебели возрастни лица кои конзумирале 50 грама пијалок направено сушени јагоди дневно во текот на 12 недели. Го помагаат и варењето. Јагодите се богат извор на полифеноли и растителни влакна, од кои двете имаат пребиотски својства, што значи дека обезбедуваат извор на гориво за корисните бактерии кои живеат во нашите црева. Со редовно вклучување на јагодите во вашата исхрана, можете да го поттикнете зголемувањето на корисните бифидобактерии. Иако повеќето од нас можат без проблем да уживаат во јагодите, тие се чест алерген, особено за малите деца. Ако имате алергија на полен од брезе или јаболка, поголема е веројатноста да развиете секундарна алергија на храна на јагоди. Јагодите заедно со овошјето, вклучувајќи јаболка, праски, авокадо и боровинки, содржат природни хемикалии. Некои луѓе се чувствителни на овие соединенија и можат да доживеат алергиска реакција,
вклучувајќи осип на кожата. Јагодите исто така содржат соединенија кои може да ја попречат функцијата на тироидната жлезда, така што оние со болести на тироидната жлезда треба да го минимизираат нивниот внес. И на крај јагодите се богати со хистамин, што значи дека оние со нетолеранција на хистамин можеби ќе треба да го ограничат нивниот внес. Во принцип, дали јагодите се здрави? Сладките и сочни јагоди носат многу на трапезата. Тие се сладки, но со низок гликемиски индекс и малку калории. Наместо да го зголемат нивото на шекер во крвта, јагодите можат да помогнат во забавување на варењето на гликозата и да ги намалат скоковите на инсулин, што ги прави здрав избор за оние со диабетес тип 2. Ако сте загрижени за алергии на храна или имате какви било други грижи, ве молиме контактирајте го вашиот општ лекар или регистриран диететичар за упатства. Тоа беше се за денешното издание на нашиот и ваш Урбан блог. Ново дружење ви закажуваме точно за 7 дена, а вие не заборавајте да ги следите репризните изданија во сабота во 11 часот на телевизија Алфа.